Стотици припаднички на понежниот пол од Теарце заедно со жени од другите населени места вчера попладне во живописната местност Челија над селото го прославија празникот посветен на упокојувањето на Мајката Божја Пресвета Богородица. Во малата црква која низ 4-вековното постоење била уривана многу пати, а возобновена пред повеќе од 30 години, верничките палеа свечи за здравје и спасение на најближните. Некогаш одбележувањето било поскромно, денес е поорганизирано. Порано се славело на друг начин. Се собирале тука жените, делеле со кошници измеѓу една со друга, но со текот на времето се договоривме и го изменивме начинот на кој што се прославува овој празник. Воведовме жени кои што претходно ќе служат, ќе ги измијат садовите и ќе припремаат ручек на овој свечен ден. Ручек за сите гости што ќе дојдат. Сите се среќни затоа што ќе успеат да служат на Богородица. Ставаме под тањири одреден број наливчиња што ја означуваат среќата на секоја жена што ќе го добие ливчето, што ќе може во наредната година да служи за Богородица, за ручекот на Богородица. Гледате колку е убаво. Посебно би го поздравила реновирањето на оваа црква, со доаѓањето на председателот Живко, што се измени ликот на оваа црква. До сега седевме под ведро небо, ќе заврне се, идевме дома, а сега имаме направено убава настрешница, убав дел од црквата проширен, каде што ќе може да се стават садовите, каде што ќе може да се кува и да врне и да грми, да може да се прославува. Ова е убавината на Теарце. Ова треба секој да го посети, овој воздух да го почувствува. Ова не само за овој ден, ова ќе служи за другите денови. Теарчанки оваа благородна традиција да другаруваат во пресрет на празникот Успение на Пресвета Богородица им ја пренесуваат на младите генерации, а потврда за тоа е и нивниот голем интерес да бидат дел од празнувањето во местноста Челија. Посебно ме радува што вчера, на денот кога требаше да се среди чист околу црквата, да се очисти, присуствуваа многу млади жени. Тоа ме радува, затоа што ние ден за ден сме постарите, заминуваме. Сакаме традицијата да ја оставиме на младите, да чувствуваат исто и они, дека постоиме како народ, дека имаме своја вера што треба да ја почитуваме. Богородица на сите ќе помага и цел живот ќе помага на оние луѓе што ја сакат и што веруваат во неа. А ќе веруваат ако на овој начин ги собираме. Ме радува што и тука од најмали деца, дури имаше и од 4 години што дошле. Од рани утрински часови дошле тука и тие сакат да работат. И тие ќе бидат и днината на ова постоење, на ова наша вера, да продолжиме традицијата, да усовршуваме секоја година. Ова е голем ден за сите нас христијани, а посебно за нас теарчани, кои што пред 4 века успеале да изградат црква во тешки услови тука во Скривница, а ние сега сме реновирале и слободно можеме тука да живееме, да се движиме, да доаѓаме, викенди да прават младите, дури можат и крштевки тука да прават во иднина, да се забавуваат. Тоа е навистина големо задоволство. Сите присутни жени и деца вчера попладнето се собраа на заедничка постна трпеза. Веселата и празнична атмосфера ја надополнија со пеење на изворна македонска музика. Традицијата што трае години наназад во местноста Челија на Теарце е празникот Успение на Пресвета Богородица да се чествува 2 дена. Денот во пресрет на празникот во дворот на патрониот храм според обичајот се собираат само припаднички од понежниот пол, додека на денот на празникот чествуваат мажите.